Цивил медија. Благодарам. Благодарам што Цивил и граѓанското здружение денеска како невладено е можеби за прв пат во општина Газивева. Благодарам за вашето присуство и како прв човек на општината сум презадоволен од бројката што ја гледам овде и вашето вклучување и интерес за оваа тема, што подразбира дека е премногу сериозна, отворена и треба јавно и транспарентно да поразговараме за сите области и подрачја од она што представува насилен екстремизам, потенцијал и фактори кои што можат да се воочат, а претходно да се направи добра анализа на подрачјето кај што живееме, поточно бидејќи сега се наоѓаме во општина Газивева, која што е мултиетичка општина, од 77-8 може и 80.000, каде што по бројот на населението е едно од најголемите во градот Скопје, по бројот на припадниците од различните идентитети, највеќе се македонци, 20% се албанци, имаме босанци, срби, имаме власи и така натаму, значи не има од сите националности, што представува уште еден дополнителен фактор, дека навистина општината може и треба да се разгледува и од овој друг агол на можна злоупотреба на насилниот екстремизам, а посебно на радикализмот, кој што е секој пат присутен и како можна појава да биде. Бидејќи е специфично прашањето и самата тема, очекувам учество на различен профил на луѓе кои што се занимаваат со оваа проблематика, кои што секој од свој агол ќе даде допринос во обезбедувањето и локализацијата на точниот профил на личноста, пресена на граѓанинот, причината зашто тоа би го довело и истовремено која е нашата превенција од позиција на граѓанин, општествена одговорна заедница како општина, луѓе влијателни во населеното место, а ги имаме такви 25, во институциите кај што работиме, се основните, средните училишта, фабриките и така натаму, каде што се представува потенцијал за злоупотреба. И од таа причина и повеќе број на невладени организации, стручни луѓе, Министерството за внатрешни работи, се во правец на превенција, мора да ги разгледаме сите можни опции со една цел. Да го сопреме, навреме да идентификуваме, било тоа да е во бројка 1, 2, 3 или 5, бидејќи секој национализам раѓа друг национализам, секој радикализам представува опасност за локалната самоуправа, местото на живење и на крај државата како таква. Ние за бројки нема да говориме. Говориме за начинот како тоа да го препознаеме, нормално и да превенираме. Во тој правец, општина Газиба, како за ваша информација, во одделот за превенција во Министерството за внатрешни работи, отворивме 2 превентивни во наводници станици за превенција она што представува од различен област на територија на општина Газа како дополнителен исчекор на локалната заедница и како јас како граначалник, заедно во служба на граѓаните, отворено присуство на видните луѓе да поразговараме во дадените ситуации за различни теми, вклучувајќи и ова. Значи безбедноста како прашање предизвикува и семено насилство, злоупотребата на деца, радикализмот, национализмот и сите останати, да речем, ризични фактори кои што постојат. Драго ми е што општина Газивева, вие денеска можете баш токму во мултиетичка Газивева да разговараме за сите овие теми. Соодветно на ова, и Цивил како невладена организација, поддржана, кажа и од Соединените Американски држави, препоставувам и од владата на Република Македонија, и од Министерството за внатрешни работи, во период кој што ни следи, јавно и транспарентно ќе преговориме за сите наши активности, изготвени врз база на анализи, за да можеме конкретно да се ги споделиме и обврските кои што ни престојат. Сериозноста на оваа тема ќе заклучам на крајот, дека навистина е од многу битно значење. Не треба ништо да се остава буквално под тепих, за да не ги видиме работи кои што ни се во нашиот двор и во нашата општина. И од тоа причина можеме само апел и порака да упатиме
дека сериозно ја разгледуваме секоја можна злоупотреба, цврсто ќе застанеме на патот на секој поединец кој што ќе биде инфилтриран или ќе биде задоен во делот на екстремизмот кој што носи насилен радикализам и остава можност за да храни некој друг национализам, а со тоа веќе се отвара другата спирала. И многу е битно тимски и луѓе од повеќе области да бидат вклучени во делот на превенцијата. Превенцијата ни е најдобриот можен лек кој што може да превериме и да направиме во период кој што ни следи. Јас како градоначалник со своите служби, со сите вас овде кои што се наоѓаме во салата и сето она што ни престои како алатка и можност, ќе можам да ви помогнам, ќе бидам еден помеѓу вас кој што во оваа сала и надвор од салата ќе бидеме првите во делот на превенирањето и ќе идеме заедно како заедница и општествено одговорни луѓе во борбата против насилниот екстремизам. Ви благодарам и ви посакувам успешен работен ден во Газево. Цивил медија